Сметам дека денешната точка на дневниот ред е апсолутно спротивна на Уставот на Република Македонија, бидејќи во Уставот е децидно кажано, член 63, став 3 од Уставот, зборува дека избори се одржуваат во рок од 90 дена од престанокот на мандатот во постојниот состав на парламент или во рок од 60 дена од денот на распуштање на парламентот. Со одлуката се предлага парламентот да се распушти на 24 февруари, а денеска сме 17 јануари. Сакам да нагласам дека како парламент, исто и како председател на парламентот господин Трајко Велјановски, ние мораме да го почитуваме Уставот на Република Македонија. Не треба да го рушиме Уставот со одлука која сега нема да стапи во сила. Не е можно денес да гласаме, а парламентот да се распушти на 24 февруари. Мислам дека не треба да го кршиме Уставот на Република Македонија, инаку не е спорно дека парламентот може да се распушти, тоа е уставна можност, и тој треба да се распушти тогаш кога за тоа ќе има и политички договор. Ако е политичкиот договор, избори се одржат на 24 април. Тој договор треба да го почитуваат сите политички партии, поготово тие што учествуваат во договорот, доколку дел од предвидените решенија од договорот во Пржино не се исполнити. За тоа треба да разговарате, вие што ја преземавте улогата на парламентот, на владата, на председателот, бидејќи четворица лидери на партии одлучуваат за се. Таква одлука за сега не гледам дека имате донесено дека сите услови од договорот Пржино се исполнети. Се надевам дека и ова денеска сигурно дека ќе се распушти парламентот, но убеден сум дека повторно ќе носиме одлука за промена на датумот на избори. Затоа да не го кршиме Уставот, дајте оваа точка да одложиме и да донесеме одлука за распуштање на парламентот на 24 февруари, тогаш кога е договорено согласно договорот од Пржино. Се надевам дека до тогаш оние одредби од договорот што не се исполнети, дека ќе има време сите да се вклучат во исполнувањето на одредбите од договорот и да има општа политичка клима, да нема бойкот на изборите, да учествуваме сите на изборите, и за тоа се надевам дека преку медиумите ќе се создадат услови сите партии да можат да ги презентираат своите програми за граѓаните да донесат правилен суд. Ако се добро информирани, објективно, тогаш неговата одлука ќе биде и легитимна и правилна. Благодарам.